59,7% од вкупно запишаните граѓани со право на глас излегле да гласаат на 6-тите поред председателски избори. Од вкупно 151.706 граѓани со право на глас во источниот регион, вчера гласале 84.926. Од нив 53,7% или 46.447 гласале за кандидатот на ВМРО-ДПМН Гордана Силјановска-Давкова, а 42,07% или 38.479 за кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски. 4,23% или 3.623 ливчиња биле неважечки. По општини Пендаровски забележал победа само во Делчево и Берово. Голема благодарност до граѓаните на Берово и околните места кои масовно излегоа на гласање и дадоа поддршка за Стево Пендаровски. Со ова нашата општина уште еднаш покажа дека е цврсто во својата определба за стабилна и европска Македонија. Берово е еден од најсилните бастиони на СДСМ, што го потврдува во неколку изборни цикуси. Во сите останати општини повеќе гласови има освоено Силјановска. Во бројки и по општини состојбата е следна. Во Берово Пендаровски освоил 3.432 гласа, Силјановска 3.260 и 247 ливчиња биле неважечки. Излезноста е 63%. Во Виница Пендаровски има 3.408 гласови, Силјановска 5.121 и 309 ливчиња биле неважечки. Излезноста е 51%. Во Делчево Пендаровски има 4.148 гласови, Силјановска 4.119 и 455 ливчиња биле неважечки. Излезноста е 59%. Во Зрновци Пендаровски има 409 гласови, Силјановска 818, а 46 ливчиња биле неважечки. Излезноста е 49%. Во Карбинци Пендаровски има 905 гласови, Силјановска 1054, а 84 ливчиња биле неважечки. Излезноста е 64%. Во Кочани Пендаровски има 7.931 глас, Силјановска 8.981, а 729 ливчиња биле неважечки. Излезноста е 53%. Во Македонска Каменица Пендаровски има 1.521 глас, Силјановска 2.146 и 186 ливчиња биле неважечки. Излезноста е 58%. Во Пехчево Пендаровски има 1183 гласови, Силјановска 1395, додека 98 ливчиња биле неважечки. Излезноста е 64%. Во Пробишти Пендаровски има 3471 глас, Силјановска 4561, а 360 ливчиња биле неважечки. Излезноста е 66%. Во Чешиново Облешево Пендаровски има 1340 гласови, Силјановска 2113, а 119 ливчиња биле неважечки. Излезноста е 65%. Во Штип Пендаровски има 10.711 гласови, Силјановска 12.879, а 990 ливчиња биле неважечки. Излезноста е 58%. Еден ден потоа од партиските штабови излегоа со коментар за вчерашниот изборен ден. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам на сите граѓани на општина Штип кои што во текот на вчерашниот ден излегоа и го остварија своето загарантирано демократско право, но во исто време сум згрозен од текот на вчерашниот изборен ден со оглед на тоа што локални функционери на Социјалдемократскиот сојуз заедно со припадници на Министерството за внатрешни работи вршеа грубо кршење на изборниот законник. Имаме јасни индиции на примери за подкуп, на примери за вршење на притисок врз гласачкото тело, што само по себе фрла дамка на изборниот процес на територија на општина Штип. Сепак, граѓаните на општина Штип одлучија да гласат за право и правда во Македонија, не подлегнаа под овие притисоци. Република Северна Македонија спроведе кристално чисти и демократски избори, како што доликува на модерна, европска и демократска држава. Им благодарам на граѓаните кои со своето одговорно однесување придонесоа да имаме мирен и демократски изборен ден, како и на институциите кои со сите своји капацитети одговорија на предизвикот изборите да поминат во најдобар ред.
Република Северна Македонија коврично доби председател кој обединува. Председател кој е подготвен да работи во интерес на сите граѓани, за националните и за државните интереси. Со Стево Пендаровски продолжуваат позитивните промени. Продолжува напредокот. Државата уште потврсто чекори по патот на заедништвото, напредокот и интеграцијата во Европската унија и НАТО. Инаку, според официјалните резултати на Државната изборна комисија, победник на овие избори е Стево Пендаровски, кој освои 436.212 гласови, што е 51,66%. Ова победа денеска е пред се и над се победа на мнозинството граѓани на Република Северна Македонија, кој независно од етничка припадност, од политичка припадност, од каква било друга припадност, се обедини и рече продолжуваме заедно напред, никогаш повеќе режим. Гордана Силјановска-Давкова оствари резултат од 377.713 гласови или 44,73%.